За примерот на светителите. Погледни ги примерите на светите отци, во кои отсјајуваше вистинското совршенство на богоугодниот живот. И ќе согледаш колку е малку, скоро ништо, тоа што го правиме ние. Што е нашиот живот кога ќе се спореди со нивниот? Светителите и пријателите на Христа му служеа на Господа во глад и жет, во студ и голотија, во мака и труд, во бдение и пост, во молитви и во свето размислување, прогонувани и мачени. О, колку многу и тешки искушенија претрпеле апостолите, мачениците, исповеданиците, маченичките и сите оние што сакале да одат по стапките на Исуса Христа. Тие ја мразеа својата душа додека беа на овој свет, за да ја сочуваат за во вечниот живот. О, колку строг и повлечен живот живееле светите отци во пустината. Колку долги и тешки искушенија издржале. Колку често непријателот ги мачел. Колку чести и топли молитви му принесувале на Бога. Колку голема ревност и жар за духовниот напредок покажувале. Колку строго постеле. Со колкава побожност и ревност тие се грижеле за своето духовно напредување. Колку остра борба воделе за да ги совладаат грешките. Колку чиста и вистинска намера имале тие спрема Бога. Дење работеле, а ноќите ги минувале во долги молитви. Иако ни во времето на работата не престанувале да се молат во духот. Секој час корисно го употребуваа, а секој час за разговор со Бога им изгледаше краток. И тие во размислувањето наоѓаат толкаво уживање, што поради тоа забораваа на телесните потреби. Се одрекнуваа од секое богатство, титули, чест, пријатели и роднини. Не сакаа ништо на овој свет. Сосила го примаа само она што им беше најпотребно за живот. Служењето на телото, кога не можеше тоа да се избегне, ги ожалостуваше. Беа сиромашни со земни работи, но богати со милост и добродетели. Надворешно им недостасуваше се, но Бог однатре ги крепеше со својата милост и утеха. Беа туги во светот, но на Бога му беа блиски и верни пријатели. Себе си не се сметаа за ништо, па светот ги презираше. Но во Божјите очи беа драгоцени и драги. Беа навистина понизни. Живееја во припроста послушност. Одеа во љубов и во трпение. И така, секој ден напредуваа во духот и стекнуваа голема милост пред Бога. Тие се пример за сите духовници. И тие мора да не поттикнуваат со усовршување повеќе, отколку што многу млаки не наведуваат на немарност. О, колку ревностни беа сите монаси во првото време на светите установи. Каква побожност во молитвите, какво надпреварување во доброто,
колку строга подчинетост, колкава почит и колкава покорност покажуваа под управата на својот поглавар. Тоа што од нив и денес ни останало, сведочи за светоста и совршенството на овие луѓе, кои борејки се храбро, го надвладеаа светот. Денес се смета дека некој направил многу, ако не го прекршил правилото и трпеливо ја поднесува состојбата што самиот си ја избрал. О, млакост и негрижливост наша, која толку брзо ја згасна во нас старата побожност. Дури и животот ни стана неподнослив, толку сме мрзеливи и немарни. Дај Боже, во Тебе да не заспие сосема желбата за напредокот во доброто, откако ги виде многуте примери кај вистинските побожни луѓе.